Вие гледате Бизнис поенти на Алфа, со мене Билјана Василева Трендафилова. Во услови на тешка економска состојба и уште понеизвестна економска иднина, приватниот сектор мака мачи со милионски долгови од страна на јавните претпријатија. Бизнис заедницата јавно проговори за овој проблем. Во емисијата ги пренесуваме пораките на Елена Милевска-Штрбевска од Стопанската комора и на Благоја Грозданов од Сојузот на стопански комори. Останете со нас. Прво да кажам дека долгот не се однесува само на јавните претпријатија, туку и на сите субјекти од јавниот сектор. Она што можам да го потврдам со сигурност е дека навистина постои проблем на неможност за наплата на парични побарувања на субјектите од приватниот сектор, кои што голем дел се наши членки, должник од другата страна се субјекти од јавниот сектор. Ние како Стопанска комора на Македонија се држиме до нашите надлежности и заради тоа целокупна информација во однос на вкупниот износ на долгот, кој должи према кој должи, не би било благодарно да изнесуваме, но она што знаеме е дека не се должи на една или на две компании и не должат еден или два субјекти од јавниот сектор, туку тоа е една состојба која што постои кај повеќе субјекти и на целата територија на државата. Секако тоа не значи дека сите субјекти од јавниот сектор не ги исплаќаат своите побарувања према своите доверители, но ова е проблем кој што буквално трае неколку години наназад и токму заради оваа причина ние како комора во повеќе наврати сме реагирали со конкретни иницијативи. Една од нив беше донесувањето на Законот за финансиска дисциплина, како иницијатива ја имаме почнато уште во 2010 година, иако законот се донесе 3-4 години подоцна, се уште актуелна иницијатива е иницијативата за измена на член 218 од Законот за извршување, кој што цениме дека представува реален проблем кој што го кочи процесот на остварување на правата на субјектите во извршната постапка и ефикасна наплата на нивните побарувања. Вкупниот долг од последните истражувања кои мислам дека јавно објавени е отприлика 300, мислам дека беше милиони евра, што е значителна сума. Збориме за вкупен долг и на јавни претпријатија, локални претпријатија, општини, така натаму. Што е значителна сума и создава огромен притисок по вертикала надоле кон останатите стопански субјекти. Сметете на тоа дека стопанството извршило промет кон овие државни, ќе ги наречам, предпријатија или општини, така натака. Извршило промет, стопанството си ги платило своите даноци, а сега не може да изврши наплата. Голем дел од оваа сума се токму долг кон стопанството. Сега, и оној дел кој не е долг на стопанството, индиректно има голема импликација врз реалниот сектор. Зошто? Дел од овој долг, од овие 300 отприлика милиони, се и даноци. Тука има последица врз буџетот, а потоа буџетот, односно институциите надлежни за собирање на даноци, чувствуваат притисок да надополнат сумата, односно да извршат пополнување на дупките кои настанале заради тоа што јавните претпријатија и субјектите во сопственост на влада не ги платиле своите даноци и тој притисок најчесто се манифестира по линија на помал отпор повторно врз стопанството. Трет вид на долг кој може да го имаат е кон физичките лица. Повторна импликација и тука има врз стопанството, бидејќи па се намалува куповната моќ на населението и крајниот ефект секогаш доаѓа во реалниот сектор. Така да импликациите се далекосежни по вертикала до последниот субјект во веригата во овие настани. Ке се справи ли државата конечно со проблематичните претпријатија? Кој и кога ќе го плати овој долг? Она што можам да го кажам во моментов е дека ние во 2018 година бевме активно вклучени како членови во работната група за измени и дополнување на Законот за извршување и токму ја имавме можноста да се произнесеме за проблемите кои што ги се соочуваат субјектите од приватниот сектор во врска со наплата на побарувањата и предложивме конкретно решение како овој проблем да се реши. По-конкретно да појаснам дека станува збор за едно ограничување од Законот за извршување кој што им овозможува на јавните субјекти да од претседателите на судовите на нивното подрачје побараат можност да се донесе решение за ограничување на извршувањето врз предметите и правата кои што се неопходни за остварување на нивната дејност.
Сега проблемот е тоа што и паричните побарувања односно паричните средства кои што се наоѓаат на нивните сметки, исто така се ставаат како ограничување врз кое што не може да се спроведува извршување. Ние во нашата иницијатива ценевме дека паричните средства кои што се наоѓаат на сметките на платен промет на овие јавни субјекти не треба да бидат да спаѓаат во групата на предмети и права кои што врз кои што не може да се извршува, за да може сите оние долгови кои што ги има приватниот сектор кон јавниот сектор да се наплатат ефикасно. Во услови кога имаме решенија од надлежни судови дека такво ограничување постои и е донесено, во такви случаи парични побарувања кои што ги имаат компаниите према институции од јавниот сектор, независно дали се јавни предпријатија, единици на локална самоуправа и слично, не можат да се наплатат ако износот на тие парични побарувања е под утврдениот лимит. Значи, тие можат да се наплатат само ако имаат средства над утврдениот лимит, што многу ретко се случува во практиката. И токму во такви услови се случува да компаниите ги извршиле своите услуги или ги добавиле производите до јавните институции согласно тендерите кои што претходно ги добиле, но не можеле да си го наплатат своето побарување. За сметка на тоа поднеле тужба до суд, добиле извршно судско решение и повторно не може да го наплатат токму заради овој проблем кој што го наоѓаме во Законот за извршување. Многу интересно што со секоја, барем мојот впечаток, сега немам интерни информации нормално, меѓутоа од надвор изгледа како секоја наредна гарнитура која управува да врзува се поголемо сидро за тој што доаѓа после нив, сидро кој ќе влече надолу. Затоа што сега општиот впечаток е дека од една страна се зголемени трошоците на работењето, значи штом се тие непрофитабилни, значи имаат трошоци. И сега во онаа мера во која трошоците од нивното работење на јавните предпријатија, општините слично се предизвикани од плати на непродуктивни вработувања или вработувања прекумерни, значи непотребни, во тој случај е многу тешко секој нареден тоа да го санира, заради тоа што знаеме дека кај нас е прилично тешко да се отпушти вработен, односно на легален начин да се направи тоа. И сега не може да представуваат биро за вработување овие агенции, мора да ги следат овие предпријатија, мора да ги следат нормалните пазарни механизми кои важат и за мене или за остатокот од стопанството. И сега ако не можат, ако сакате да ги абстрахирате, тогаш да не правиме воопшто муабет. Значи се додека тоа не се расчисти, не се средат, не се стават под контрола непотребните трошоци од работењето, и не се има, тука веќе се сведува на политичка волја, јас мислам нема ни да најдат со инвеститор така лесно кој ќе влезе во непрофитабилен бизнис, нели? И тоа е дел од идеите кои ги имаат. Исто така тоа повлекува понатака и проблем со ликвидноста, затоа што тие трошоци нека треба и да се платат, односно исплатат. Ти што стекнуваш нови искуства. Ти што наскоро ќе станеш позната. И ти што се грижиш за нас. Ти си нашата инспирација. Изберете A1 Postpaid и добијте 30 гигабајти мобилен интернет, а не искористениот месечен интернет. Сочувајте го и користете го кога сакате. Плюс, одберете нов смартфон по супер цена. A1. Секој твој свет. Безвременски дизајн. Изработка по светски стандарди. Ги користиме само најубавите материјали. За урбаната, деловна и модерна жена. Побарајте не на социјалните мрежи. Ние сме Мода Грација. Во морето од информации, твоето внимание е лесен плен. Убедливите и сериозни наслови може да се заблуди. Позади важна може да се крие лажна вест, дезинформација да ни се нуди како битна информација,
а текст што треба да не едуцира, може да не манипулира. Затоа, информациите да ги проверуваме пред да им поверуваме. Секоја вест на тест. Денови на медиумска писменост од 26 октомври до 2 ноември. Дознај повеќе на www.mediumskapисменост.mk. Во комплекс Етно село, тотално уживање во оригиналните етно специјалитети и релаксиран амбиент видливо симбиотичен со живописната природа. Во Етно Гарден, гламурозни венчавки и свадбени веселби како од најубавите приказни. Ускладени со фантастична комбинација на комплетни услуги за незаборавни спомени. Комплекс Етно село. Посебно добри на свој начин. Почувствувај го заводливиот, неодоливо кремаст вкус и само уживај. Инстагранс. Зошто јавните предпријатија не ги плаќаат навреме долговите? Кој ги толерира државните, јавните институции, но и општините кои се во првата десетка должници? Она што е особено значајно, како што споменав, е дека постојат можности како ова да се реши и без измена на законско решение. Имаме многу креативни предлози дури од нашите компании членки во смисла на пренасочување на средства од буџетот и овозможување на субјектите кои што немаат начин како да ги исплатат своите долгови поради немање доволно средства, да тоа се направи на таков начин. Или пак постојат случаи, односно предлози, да субјектите од јавниот сектор не можат да отворат тендерски постапки, се додека не ги исплатат предходно своите добавувачи. Со тоа што и за тоа треба некаква соодветна регулатива или начин како тоа да им се ограничи, за да може на некој начин ефикасно да се спроведуваат сите овие постапки и тоа да биде од интерес за сите, затоа што ефикасната наплата на побарувањата е нешто што ако функционира нема да биде од интерес само за компаниите, туку и за државата во целина, затоа што тоа е еден доказ на нефункционирање на правниот систем, што едноставно е основа и за негативни оценки во сите овие процеси за усогласување со правото на Европската Унија, ефикасна примена и да речам почитување на сите оние одредници во поглавијата кои што веќе ќе почнат или веќе се отворени за приближување кон ЕУ и наше пристапување. Во бизнис ова не би можело да се случи, во нормални бизнеси. Затоа велам изгледа како да не важат пазарните механизми во оваа ситуација. Ќе го толерира веројатно затоа што добива одреден лост во некоја лост, значи за да постигне нешто во друг сегмент. Меѓутоа тој би бил неекономски сегмент и не би сакал да го коментирам. Значи дали има политичка придобивка од тоа или не, партијата мора да го абстрахира од економскиве и пазарните механизми. Значи ако збориме конкретно, бидејќи најголем дел од трошоците сепак се поврзани најчесто со вработување. Ако збориме конкретно за вработувањата, не може вие да го користите, не сме да помислите да користите јавно предпријатие или некоја слична форма да користите за да паркирате или за да добиете политички леверидж во тој сегмент. Значи мора да се направи прво една вистинска реална анализа кои се потребите за секоја, не само заплатите, за секоја трошочна ставка во работењето на тие предпријатија и дали нема непотребни трошоци во работењето кои треба да се тргнат. Тоа би го направил секој добар стопанственик, затоа што тој би се грижал со бизнисот. Мислам дека тоа е минимумот што може да го направи државата во оваа ситуација. Иако на хартија постои закон за финансиска дисциплина, во пракса тој не функционира. Има ли законски пропусти? Јас сепак ценам дека со донесувањето на законот за финансиска дисциплина се овозможи да се утврдат и временски рокови на исполнување на паричните обврски помеѓу приватните субјекти и помеѓу приватните субјекти и јавниот сектор и на таков начин се создаде законска основа да се воспостави ред во начинот на плаќањата.
При тоа постојат и определени казни, постои и надзор над спроведувањето на овој закон, но причината зошто во одредени ситуации не функционира ефикасната наплата на побарувањата, повторно се лоцира во фактот што секој оној кој што се јавува во улога на доверител е принуден да се обраќа до определена институција, да спроведува определена постапка и на крајот повторно да добие некакво извршено решение кое што заради проблемот со законот за извршување може би не можел да го наплати. Едноставно се губи довербата и кај граѓаните и кај компаниите и веројатно поради тоа не се преземаат понатамошни активности за наплата на побарувањата, туку се очекува сепак некаква добра волја и во рамки на добрите деловни односи да се најде начини за мирно решавање на овие проблеми. Законот за финансиска дисциплина е многу интересен, така се изразам, бидејќи во самиот назив ви вели Закон за финансиска дисциплина, значи треба да ги дисциплинира оние кои можат да не плаќаат. Мислам дека со тој закон не се постигна некој кој знае каков ефект, бидејќи во принцип нашиот проблем, ака погенерално, не е со толку со можела не платил, туку е проблем на неликвидноста. Али таа неликвидност надоле е предизвикана, како што кажав, мора да почне од некаде веригата, е предизвикана одгоре, гледаме кој е најголем должник во оваа ситуација. И сега со Законот за финансиска дисциплина јас не добивам механизам со кој полесно си наплаќам побарување. Не, со Законот за финансиска дисциплина само добивам, ја ги викам бабарога законите, значи закон со кој треба да се плаши тој другиот мојот должник дека ако не ми плати плюс ќе биде казна. Не ме засега тоа. Јас сакам механизам за брза наплата на моето констатирано побарување. Имате алатки, например, во Закон за даночна постапка, државата има алатки за наплата на даночен долг кои се многу полесни за примена отколку што има алатки за наплата стопанствата назад од државата. Тоа не е фер, тука имаме немање на реципроцитет во механизмите кои се ставени на располагање. Фирмите ја полна државната каса, но државните и јавните институции кои генерираат милионски загуби се најголеми работодавачи кои згрижуваат и партиски кадар. До кога приватниот сектор ќе ја кредитира државата? Интересна е констатацијата дека приватниот сектор ја кредитира државата. Јас би рекла дури и дека кај кредитирањето постои некаков рок на отплата и начин на отплата кој што е однапред дефиниран, а овде во ситуациите каде што настануваат проблеми во наплата на побарувањата поради блокирани сметки и слично, не можете да знаете ни кога ќе дојде вашиот ред на намирување. Да не зборувам дека постојат јавни субјекти кои што имаат по 15 доверители кои што чекаат за намирување, па кога ќе дојде нивниот ред, никогаш и не се знае. До кога? Веројатно до тогаш додека не почне да се размислува за наоѓање на решение на овие закочени проблеми. Во секој случај, за да не испадне песимистично моето кажување, тоа се однесува токму на оној дел од јавните субјекти кои што поради овој проблем кој што го споменав поврзан со законот за извршување не може да ги наплатат своите побарувања, но тоа не значи дека ова е генерален проблем и дека воопшто не се исплаќаат. Си постојат и општини, јавни предпријатија, наши членки кои што немаат никакви проблеми во наплатата, ги почитуваат сите рокови и успешно функционираат. И да напоменам уште една работа која што е особено значајна, тоа е дека таква одредба како што сега постои во Законот за извршување не е непозната и во компаративните примери во другите држави, но начинот на примена кај нас е преширок, односно преекстензивно се толкува овој член, па се проширува неговата примена дури и на паричните средства кај сите јавни субјекти и така се закочува можноста за ефикасна наплата на побарувањата. Приватниот сектор може да одбере да не работи, одредени предпријатија може да одбера да не работи со државата, меѓутоа одредени предпријатија се веќе влезени премногу длабоко за да може да го занемарат, да ги занемарат овие клиенти од јавните предпријатија и затоа прашање на избора и на бизнис модел како сакаш
ти како предпријатие да работиш. Очигледно дека доколку се решат со сегашната констелација, доколку одредено предпријатие се реши да работи со јавно предпријатие, односно за државата, очигледно дека се решава долг период да ја кредитира. И во тој случај свесно треба да влезе во таа одлука. Ако може да го понесе тој товар на тешка наплата и долго кредитирање, во тој случај во ред, свесно нека го понесе тој товар. Меѓутоа, мислам дека ќе имате се помалце реални бизниси, значи бизниси во реалниот сектор, ќе има се помалце кои ќе сакаат да работат со неплаќач како што се јавните предпријатија. И на крајот на денот пак ќе завршите во ситуација да тие јавни предпријатија нема да може да си ги вршат нивните услуги за кои се нели со цел основани. И тука веќе имаме еден многу поширок проблем на ниво на целото општество. До кога не знам, меѓутоа мислам дека со тек на време ќе настапи таква, може да настапи таква ситуација. Зошто е селективна примената на законот за извршување? Еве ги ставовите на Штрбевска и на Грозданов. Постојат можности да се најде решение. Јас верувам дека тоа би било од интерес за сите. Добро е што секогаш нашиот глас се слуша. Не можам да кажам дека сме игнорирани од страна на државата кога станува збор за предлагање, но во делот на реализацијата на иницијативите и во делот на имплементација на законските прописи, сепак ценам дека би требало малку побрзо да се реагира, па макар и постепено да се решава проблемот. Со оглед на фактот дека станува збор за проблем кој што е напластен со години, веројатно и решението не може да дојде одеднаш, но сепак треба постепено да се изнаоѓаат начини, дали со пренасочување на средства или со ограничувања кои што ги споменав, или со измена на членот од законот за извршување, не знам, може би комбинирано сето ова, но за догледен период би било добро да имаме една ситуација во која што проблемот со наплата на побарувањата кај компаниите ќе биде минат. Па не селективно. Добро, не би рекол селективно, него и тука збориме за повеќе за механизми кои одат во прилог на големите наспроти малите предпријатија. Значи секогаш е полесно се спроведливи тие механизми, процедури и така натака кога ги правиш во голем обем и кога се ги правиш со огромен број на случаи, отколку кога зборуваме за една фирма која има однос со едно јавно предпријатие, многу потешко оди многу потешко постапките. Така да не ќе речам селективна, него ќе речам дека фаворизира можеби одредени субјекти. И сега тука повеќе, ајде да не би навлагал во правниот дел, нека нели си го правници нека си го кажат, меѓутоа од бизнис перспектива повторно се сведува на тоа да немаме доволно ефикасни механизми, алатки за извршување на поборувањата од реалниот сектор кон овие субјекти, за да може да се наплатат и да продолжи да се наплатат да се наплати извршениот промет и понатака да се продолжи со активностите. Значи во тој домен може треба да се размисли и за до усовршување или ефикасноста на законските процедури кои се во моментов на сила. Главен проблем со кој се соочуваат компаниите во моментов е ликвидноста. Иако имаат генерирано фактури, нивната наплата не може да ја реализираат. Почитувани, тука завршуваат вечерашните бизнис поинти. Останете со Алфа. Програми што може да ја вознемират малолетната публика се препорачува надзор од